Добро вечер, почитувани. Вие сте на црвената линија, нов програмски појас на македонската телевизија, во која го сондираме јавното мислење. Вечер ви имаме горлива тема во нашиот телевизијски диалог. Темата е педофилија, болест на општеството. Гости на македонската телевизија и мои гости вечерва се доктор Марија Ралева, невропсихијатар. Добро вечер, господја Ралева. Господја Лидјана Јаковчевска, вис советник за малолетничка деликвенција во МВР. Добро вечер и за вас, господјо. Добро вечер. Доктор Михаил Левенски, вам добро познат невропсихијатар. Добро вечер и за вас, докторе. Драги Звињанац, директор на првата детска амбасада Меѓаши. Добро вечер и за вас. Добро вечер. Веднаш да преидеме на темата, има еден стаписувачки податок, докторе Левенски. Велат дека педофилите се најдобрите пријатели на децата. Како го објаснува тоа? Па сега кога е така изразено, сигурно дека треба да го подразбереме дека не се. Меѓутоа, нивното формално однесување дава за право така да ги толкуваме оние кои немаат апсолутно други познавања. Меѓутоа, ние така не ги толкуваме, затоа што знаеме за сето тоа, каков е тоа параван, за да се случи тоа нивната желба да се оствари. А остварувањето на желбата си има методологија, затоа што добро ја проучиле на кој начин децата изразуваат доверба, за да полесно потпаднат под нивното влијание, дали е психичко или физичко. А уште на почетокот би рекол дека во овој случај ние повеќе би требало да го толкуваме психичкиот карактер за таквата појава, отколку самиот сексуален, затоа што он му доаѓа како втор степен. Како што забележа на моја колешка, сите чичковци не се добри чичковци, не? Сите чичковци не се добри чичковци, ни сите пријатели не се добри пријатели, ни сите браќа и татковци не се и добри браќа и добри. Уште на почетокот би рекол, кога разговарав со едно момче, тој ми рече: јас и толку како сум нормален, затоа што, да ми извините, вели, на мајка ми се качували низиниот брат и низиниот татко. А кој го ја видов по прв пат, добра женска. Звијанац, вие се залагате за драстични казни за педофилите. Зошто? Па ние немаме во моментов избор и гаранции и сигурност дека со педофилите се работи на сигурно. Искуството потврдува дека педофилите најчесто го повторуваат делото и дека тие по напуштањето на казната затвор и таа мала казна што ја досудуваат судиите кои немаат храброст според наше мислење да досудат повисоки казни. Со нив не се работи за време на издржување казна затвор, за сигурен третман и по напуштањето на затворот не се под строг надзор ниту пак на органите на прогон, ниту на центрите за социјална работа, едноставно тие се опасност за повторување на делото, како што беше случајот Јове Костадиновски, кој по трет пат го повтори делото. Основниот суд за прв пат во Република Македонија досуди висока казна 15 години, со која ние не бевме задоволни, бевме револтирани и побаравме јавниот обвинител да ја обжали и преиспита оваа одлука, затоа што тој Јове Костадиновски сметаме дека по 15 години повторно може да го повтори делото и додека не се најде решение, казната доживотен затвор ја третираме како превентивна, не само како репресивна мера. Господи Јаковчевска, како МВР дојде до Јове Костадиновски и ве молам накус одговорете ми на прашањето од каде ова драстичен број на педофилски случаи во Македонија во првиве 9 месеци од годинава? Јас не би сакала да коментирам поединечни случаи во оваа емисија, туку ќе кажам дека последниве 2 години, 2007 и 2008, бројката на откриени, тоест на пријавени откриени случаи на сексуална злоупотреба на деца и малолетници во Република Македонија драстично е зголемена. Значи, свесноста кај граѓаните е пробудена, е на многу повисоко ниво и оштетените или жртвите од сексуална злоупотреба почнуваат да ги пријавуваат ваквиот вид на кривични дела, ваквиот вид на злоупотреби. Бидејќи јавноста беше информирана за ваквите настани, се
случи нешто во Македонија што јавноста беше запрепастена од сето тоа што се случува во последниот период. Народот беше исплашен. Затоа постојано имаме јавувања во Министерството за внатрешни работи. Што е ова што се случува? Граѓаните прашуваа. Ние сме должни да одговориме на нивните прашања. Затоа Министерството за внатрешни работи во текот на месец август подготви една информација за сексуалната злоупотреба на деца и педофилијата во Република Македонија и таквата информација ја достави до владата на Република Македонија. Владата на Република Македонија на 10-та седница, одржана на 26, ако не се лажам, август 2008 година, ја разгледа таквата информација во врска со состојбата на педофилија и сексуална злоупотреба на деца во Република Македонија, ја прифати таквата информација и веднаш на истата седница донесе заклучок. Со тој заклучок, Министерството за правда, како носител на сите идни активности што ќе се презема во врска со оваа појава во Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и Дирекцијата за заштита на личните податоци, со тој заклучок беа обврзани да испитаа позитивни практики од други западноевропски земји, па и пошироко, и да ги донесат тие искуства и позитивни практики во Република Македонија. По-конкретно се работи за формирање на еден вид на регистри на податоци со педофили. Така, ќе дојдеме подоцна до тоа. Доктор Ралева, која е траекторијата на ликот на педофилот? Накусове, молам. Како можеме да го лоцираме? Како можеме да го објасниме педофилот? Која е неговата ментална структура? Педофилијата е пред се нарушување на сексуалниот нагон, спаѓа во групата на парафилии, со тоа што објект на задоволување на сексуално задоволство представуваат децата. Малолетните деца, односно децата во предпубертетска возраст. Практично се работи за едно нарушување кое говори за сексуалната зрелост и сексуалното ниво на самите сторители на делото, кои самите имаат еден вид стагнација во сексуалниот развиток и практично нивната сексуалност соодветствува на возраста на децата која ја одбираат како објекти за своите сексуални желби. Меѓутоа, ова не се третира како болест, бидејќи педофилијата и не е болест, тоа е едно психичко растројство кое останува, ако не е третирано, перманентно во животот да се стационира на тоа ниво. Дали педофилот е препознат ли во јавност, меѓу нас? Тешко би можело тоа да се каже, значи не постојат некакви посебни дискриминирачки скрининзи кои би определиле нели дека овој човек би можел да биде, со сигурност може да се посочи дека е педофил или така натаму. Се разбира дека во клиничката практика се по софистицирани методи постојат за откривање на ваквите афилијации, меѓутоа во сферата на другите психолошки функции практично не постојат промени. Освен во сферата на сексуалноста, каде што децата се перцепираат како сексуални објекти. За сега толку? Оттаму, повелете? Сакав да довршам дека оттаму е и многу тешко да се детектира, многу е тешко да се посочи и ваквите луѓе, како што вие нагласивте, нели, се условно пријатели на децата, значи имаат еден така афилирачки однос кон децата, однос на приврзување, на позитивни некакви релации, привлечност, што се гледа во нивниот секојдневен однос. За сега толку. Сега ќе замолам режијата да го погледнеме прилогот што го подготвија колегите од информативна програма. Ве молам режија да го видиме прилогот. Нов случај на педофилство во Штип. Вчера вечер 15-годишниот СП во својот дом го повикал 7-годишниот сосед, ветувајќи му дека ќе играат видео игри на компјутерот.
но наместо тоа пуштил порнофилм, пошто врз детето ги задоволил своите болни страсти. По час и половина од немилиот настан, расплаканото дете за случајот ја информирало својата мајка, пошто била известена и полицијата. За краток период, ова е четврти случај на педофилија во Штип. Во претходните случаи, жртви на сексуално малтретирање биле 14-годишно девојче од Мустафино, 2 момчиња од домот без родители во Скопје и 2 девојчиња од Штип. Сторители во сите случаи биле возрастни мажи, кои од страна на надлежниот суд во Штип веќе се прогласени за виновни и сега се наоѓаат на издржување на изречените затворски казни. По комплетирањето на последниот случај, СВР Штип до основното јавно обвинителство против 15-годишниот СП ќе поднесе посебен извештај за стореното дело. Што и да преземат државните институции, педофилијата е речиси невозможно да се спречи, а хемиската кастрација е нехуман чин. Единствено што може да се направи е едукацијата. Педофилијата има во сите социјални и старосни структури. Повеќето од педофилите се здрави личности и живеат сосема нормален живот и по ништо не се разликуваат од другите луѓе. Тешко излечива, скоро не излечива, сем кај некои случаи има случаи на лечење и затоа би било идеално да самиот педофил, кој има такви склонности, си ги знае, никој не дошол, ретки се да некој дојде да се лечи од хомосексуалност и да се лечи од педофилија, затоа што се смета за здрав. Сепак, доктор Павло вели дека педофилијата не е зголемена, а публицитетот доаѓа од таму што сега е полесно да се откријат, но досега ниедна државна институција не излегла со званични податоци. Порано истото се случувало, само тоа било срамота, неедуцирани, не знаеле каде се обратат, останувало во кругот на семејството или во селото, ќе го натепаа тој што нешто направил и на тоа се завршавало. Денеска луѓето се поедуцирани, повеќе се грижат за своите деца, на село бе до тие 7 деца, така кој ќе гледа сега таму некој го штипнал и така дале. Него е како што теоретски има повеќе земјотреси, а нема поголем број земјотреси, јас секој трети ден слушам некој голем земјотрес, така и со ова. Од меѓаши апелираат на поголемо внимание и на поголема блискост кај родителите и старателите. Според Гордана Пирковска-Змијанац, старите методи на заплашување не се баш најефективни. Не е потребно да се заплашуваат децата од педофилите, туку потребно е да им се објасни како може да реагираат во одредени ситуации, како може да кажат не на насилството од страна на непознати лица, но и од страна на лица кои што ги познаваат. Тука е разликата со оние традиционални методи. Борбата за екзистенција и брзиот живот ги оддалечуваат децата од родителите, но од децата се најголема одговорност што човек може да ја има. Нема пари што може да ја надоместат траумата кај децата. Експертите со апел, разговарајте и бидете што поблиски со децата. Почитувани, вие сте на Црвената линија, панел на македонската телевизија во кој го сондираме јавното мислење, темата педофилија. Професоре, се извинувам, докторе Левенски, се чини годинава лавината започна со откривањето на случајот на австрискиот педофил, кој 24 години перманентно ја силувал со својната ќерка и со кој има 7 деца. Па потоа некако нагло дојде во Македонија случај безмалку секој ден. Како ова можеме да го објасниме? Со што? Па јас некако зависи, некои вистини да се согледаат, не може само од една страна, туку велат за да сме поточни треба најмалку 3 до 5 страни да ги согледаме. Јас верувам дека ние ќе најдеме една заедничка резултанта, меѓутоа би апострофирал она на кое можеме да делуваме, а тоа е дека кризата од поширок карактер во светот сепак се одразува и кај нас со посебности кои си ги поднебјето содржи како такви. Држи место што се рече. Меѓутоа, авторитетот на семејството крајно опаѓа. Семејството ја нема веќе таа заштитна улога, се е потенко, се е поплитко како такво, се поголема е неизвестноста, елементарностите за одгледување, за негување, за заштита како такво, и родителите се враќаат се попразни, немаат време да разговараат. Во таквата немаштија човекот се осамува, а се вели обично дека
самиот човек, кога е сам човекот, он е најлошо друштво за себе. Другото што е битно, вика, ние сме сами